Учител, личност, кој на патникот, ученик, му го покажува вистинскиот пат. Се грижи за учениците. Втор дом му е училницата, место во кое се гради живот. Поучува, мотивира, објаснува, демонстрира, инспирира. Трага по можности и алтернативи. Се бори со бариери и ограничувања. На учениците им дава безревезна поддршка. Го охрабрува секој дете. Помага, подава рака. Нашиот втор родител знае дека разговорот е храна за детскиот разум. Знае дека секој може да биде успешен учен. Знае дека секој е добар во нешто. Никој се Одигрува важна улога во детскиот живот. ја заслужува детската доверба, детската почит. Знае дека најсветото му е доверено. Соработува со семејната сложувалка за да го разбере детето. Го обликува карактерот и идејата на една личност. Дали се сеќавате на вашата прва учителка? Повелете. Да, секако дека се сеќава, меѓутоа не беше прва учителка, туку беше прв учител. Јас имав прв учител. Неговото име е Блаже Кочевски. Мојот наставник, првиот наставник што мене ме учеше, се вика Блаже Кочевски. Кога ќе се сетам на него, се потсеќавам колку беше строг, но многу праведен. И токму таа негова строгост, исполнета со добрина секако, не научи како да бидеме вистински личности, не научи да реди дисциплина, не научи како да го изградуваме нашиот карактер најдобро. Денес тој човек има 90 години и понекогаш случајно го сретнува. Колку длабока трага оставил во неговите претходни генерации, говори еден настан од претходната година. Група негови ученици, кои сега се возрастни личности, преку 50 години, се собрали и му организираа едно изненадување баш за овој ден, светскиот ден на учителот. Го поканиле да биде почесен гостин во неговото тогашно училиште, и мое училиште каде што јас учев, тоа е училиштето Гоце Делчев, и да му доделија диплома за најдобар наставник на век. Секако дека беше многу изненаден и значи тоа покажува колкава трага тој оставил во сеќавањата на неговите ученици кои што поминале низ неговите раци. Може би изборот за оваа моја денешна професија е токму тој, мојот прв учител, што не учеше само лекции или како да го учиме материјалот, туку оставил некоја подлабока трага во нашите сеќавања. И се надевам дека и ние, денешните наставници, вашите учители, дека оставаме некоја поинаква трага, не само да предаваме лекции и знаење и да пренесуваме она што е во учебниците, туку дека исто како јас што се сеќавам по толку многу години на мојот учител, дека и вие ќе се сетите можеби, да сме живи и здрави по 50 години, како овде сме учели и сме работеле. Ви благодарам на прашањето. Благодарам. Ви благодарам на двајцата, да сте здрави и живи деца. Што најмногу ви се допаѓа во вашата професија? Повелете. Ви благодарам на прашањето. Да се представам, јас сум наставничка Ана, а ова се учениците од 5-то еден одделение. Во мојата професија ми се допаѓа тоа што работам на многу благородна работа. Со помош на наставниците, вие од мали растенија се претворате во прекрасни
убавина. Исто така ми се допаѓа тоа што го правиме заедно светот едно поубаво место за живење. И трета работа, исто така важна, ми се допаѓа тоа што со вашите насмети, вашата искреност, вашата енергија, јас сум многу подобар наставник и многу подобар човек. Ти благодарам за тоа што ме прашавте и за тоа што го посетивте нашето одделение. И ние ви благодариме вас. Среќен празник, учител. Ти благодарам, ви благодарам на крајта. Да имате убав ден. Што ве поттикна да станете наставник, повелете? Благодарам што дојдовте и ме удостоите за да одговарам на оваа прашање. Уште како мала, сакав многу да се играм на учител, како и сите деца. Потоа, како што расте, полека оваа желба се преточуваше во желба да станам наставник, да ги подучувам децата и да им ги пренесувам моите искуства и знаења, бидејќи работата како наставник е многу благородна. Секојдневно сме во дотир со деца и подучуваме на нашето знаење и ги исправаме да четат христијански работи. И благодарам. Среќен празник, учител. Повелете. Благодарам. Дали можам да ве гушнам? Дали е тешко да се воспитуваат и образуваат мали умови? Повелете. Воспитанието и образованието на малите детски умови е голем предизвик, затоа што секој дете, секој индивиду е различно. Дали е тешко? Да, тешко е, затоа што секаде се бара различни пристапи при работата со децата. Од друга страна пак, да се воспитува и да се образува еден детски ум е голем предизвик, голема радост, затоа што секој мал напредок на детето е голем успех. Иако ова задача е тешка, таа е една од најблагородните, таа е една од најзначајните и највредните професии во нашето општество. Благодарам ви. Кој е најголем предизвик во вашата професија? Повелете. Работата со деца за еден наставник е секојдневен предизвик за нас, но најголем предизвик за мене е тоа што секој дете е различно. Секој учи на различен начин, има своји потреби, има своји желби и има своји интереси. Токму затоа најголем предизвик за мене е да се трудам да ги мотивирам моите ученици, да создадам една пријатна атмосфера во која што секој дете се чувствува слободно, ќе учи, ќе напредува и заедно ќе постигнуваме добри резултати. Благодарам јас. Благодарам да сте здрави и живи. Да ве гушнам. Благодарам многу.